ти создаде животот 1000 причини за плачење, покажемо дека имаш 1000 причини за насмевка. Ова мото денес на дело го покажа и лицата згрижени во дневниот центар во Виница. Покажа дека и тие знаат да се радуваат на животот исто како и сите други, но неопходна им беше социализацијата овие 10 години и поддршката од средината во која живеат. Тие денес се чувствуваа гордо, затоа што пред јавноста ја покажаа својата креативност со вешто изработените дела од нивните раце, со акцијата за организирање керамичка колонија во соработка со Музеот Теракота. Од оваа година во проектите за од национален интерес да биде ставено приоритет од наредна година да им се даде повеќе внимание на овие проекти за лица со посебни потреби. Продолжуваме и понатака со овие проекти, значи не застануваме овде. Мислам дека децата беа задоволни со нашето дружење, со работка и вработените од дневниот центар и дека тоа ќе продолжи понатака. Од Центарот порака за следната 2017 година најавија отварање на социјален пункт, но и апелираа за користење на новата бенефиција која нуди Министерството за труд и социјална политика. Новитет друг од порака е воедно јавен повик до сите семејства што имаат лица со интелектуална попреченост, а не се членови на порака, доколку сакаат да користат бенефиции, ќе треба да се зачленат во порака. Инаку најновата бенефиција е 6 повратни годишни меѓуопштински карти со јавен превоз, со придружник за тешката и длабока попреченост. Картите ќе ги изработи порака, бесплатни са. Изложбата, која денес заеднички ја реализираа Дневниот центар, Центарот за социјални работи и Музеот Теракота, беше продажна, а средствата ќе бидат наменети за купување лента за трчање и подобрување на моториката кај овие лица.